Интервјуа, анализи, жешки теми. Политички магазин Пулт на Радио Слободна Македонија со Славица Арсова. Добар ден, го слушате политичкиот магазин Пулт на Радио Слободна Македонија. Јас сум Славица Арсова со вас во следниот еден час на фреквенцијата на ова радио. Денеска во Пулт за актуелната политичка состојба ќе разговарам со поранишниот пратеник Соза Грчева. Добре дојдовте во Радио Слободна Македонија. Добре најдов. Поздрав до слушачите, гледачите. Господје Грчева, искусен пратеник сте. Ова што се случува во моментот во собранието, ме интересира како гледате на овие случувања. Очекувате ли некаква разврска на ситуацијата која што еве веќе 2 недели се случува внатре во парламентот, а повеќе од 1 месец на улиците има масовни граѓански протести? Во секој случај целокупната ситуација е повеќе од загрижувачка. Земете од аспект на еден обичен граѓанин кој што се држи во блажено незнаење, би рекла, за она што навистина се случува. Ние следиме по медиуми, во главном и на улиците што се случува. Но она што се случува зад завесата политичка, никој не го знае, ниту може да го предпостави. Јас сум сигурна, повеќе од сигурна, дека некакви договори и преговори се веќе во тек, а веројатно ќе бидат обелоденети многу брку. Никој не може сега да најде меч и да го разреши Гордиевиот јазол на сила и на брзина. Работата отиде на предалеку. Значи, прво со изборните резултати додатно се искомплицира работата, наместо да се реши политичката криза, таа се вжешти. Јас тоа го антиципирав, го зборував одговорница, не наидував на одзив, никој не го делеше тоа мислење дека изборите нема да ја решат политичката криза. Но знаејќи какви тегови околу нозет имаат партиите кои што преговараат, гледајќи ја нетранспарентност и дефектот на самиот пржински процес, сето тоа кога ќе ги зброите во формулата сите тие непознати варијабли, покажуваше многу јасно дека нема да имаме разрешница брза на кризата. Оваа ситуација сега е, вака ако ја гледате од формален аспект, не вообичаена. Значи, деловнички претениците на ВМРО ДПМН имаат право да дебатираат околу точката, се предпоставува дека околу точката, дека нема се прават големи дигресии, ќе се прави, да речеме, еден напад само кон противникот политички. Но не излегуваат од деловникот. Не треба да се мисли дека ова е сега некоја, тие може би да, сакаат да блокираат избор на председател, но во моментов нивното однесување е деловничко и тие се движат во рамките на дадениот деловник. Таквото однесување сме го гледале од сите партии во минатото во парламентот, дури и за некои побенигни закони. Но чудна ми е позицијата на екс-опозицијата, која што сега има парламентарно мнозинство заедно со трите албански партии, која што влезе во истата резонанца, која што реплицира, која што има поголем број на процедурални прашања од ВМРО ДПМН, тоа дава една, да речам, можност да се анализира малку подлабоко. Значи, навидум, ВМРО ДПМН ја блокира работата на собранието, но зошто пак Социјалдемократскиот сојуз губи толку време на реплицирање и на процедурални прашања? Ми се чини дека се создава време за некои преговори кои што одат зад завесата, зад политичката сцена, кој што народот не може да ја исчита и да ја види на прв поглед. Доказ за тоа дека одат некакви договори и преговори, изборот на Илија Димовски за председател односно да биде предложен, да биде кандидат за председател на комисијата. Знаете, вообичаено тоа е од владеачкото мнозинство. Во овој случај тој од владеачката партија кој што не успеа да состави мнозинство. Значи, сепак некои договори и преговори одат. А во договори и преговори се прават компромиси. Ние не знаеме кој и какви компромиси прави. Во секој случај нека ги направат побрзо да се деблокира собранието и да може навистина да се избере председател на собрание. Ние останавме без локални избори, да ве потсетам.
2 недели порано да влезе во парламентот претениците ќе имавме локални избори. Беше ли и тоа предмет на некакви преговори според вас? Апсолутно. Апсолутно. Тоа не можеше никој да го направи унилатерално. И да рече, знаете, ќе се разоткриеше, ќе се впереше прстот кон оној кој што ги одложува локалните избори. Дали тоа го видовме? Не. Значи, барем ВМРО ДПМН ќе излезеше и ќе покажеше со прстот кон Социјалдемократскиот сојуз и ќе речеше еве не влегуваат во парламент за да се рокот пробие. Не. Значи, договори и преговори за сцената постојат. Ке финишира ли сето ова според вас со нови избори, како што тоа го заговара ВМРО ДПМН веднаш по пропаѓањето на обидот за состав на влада со Па и без да заговара демократска ВМРО интеграција? ДПМН, прво влада ваква кој што е дизајнирана, во кој што не знаеме Беса, пазите дали ќе влезе. Беса ги даде подписите за мандат, но неколку пати изјавува дека не би оделе на формирање на влада заедно со овие други коалициони партнери. Од аспект на Беса тоа е многу разбирливо. Да. Беса сака да се наметне како фактор во албанската заедница, како партија број 1 и позицијата нејзина во опозиција е многу покомотна. Знаете, кога можете да го напаѓате противникот без пардон, вие градите својот рейтинг и својата позиција. Беса сега раста. И растат и ја не знам зошто би биле тие дел од владата. Последно нешто што се исплати на Беса е да влезе како дел од оваа владина коалиција. Ако таа предпоставка моја е точна, тогаш остануваме на 62 пратеника. Дел од тие пратеници никогаш јас ги немам видено, беа и во минатиот парламентарен состав, не ги имам видено во собрание. Како ќе се носат законите? Секогаш некој од тие ентитети кои што се некако неприродно склопени во една коалиција, ќе најде повод да бойкотира во еден момент, ако не се исполнат одредени услови. Впрочем, оваа влада, ако се формира, таа е формирана на база на уцена. По принципот, земете или оставете ја тиранската платформа. Значи, та многу тенка, многу кревка влада. Од друга страна, го имаме незадоволството на ВМРО ДПМН, кој што е победник практично на изборите. Иако се вели тие ќе бидат сега силна опозиција, не верувам дека тие сакат бидат силна опозиција, сакат да ја делат власта. И нови избори ќе имаме. Дали тоа ќе биде многу брзо, верувам дека заедно со локалните избори веројатно ќе биде. Дали ќе биде септември, октомври, но тој рок ми е некако да речам, прифатлив, рок кој што би бил прифатлив и за големите партии, но прашање е кој ќе ги организира тие избори. Сега во моментот се поставува прашањето која влада ќе ги формира, ќе ги распише тие. Неверојатно широка влада би ги организирала и следните избори. Ако се сеќавате уште на самиот почеток кога се вплетка меѓународната заедница во решавање на оваа наша политичка криза, цело време повторуваше влада не широка коалиција, туку со широка поддршка. Што значи дека повторно ќе мора да седнат Социјалдемократскиот сојуз и ВМРО ДПМН на една маса и да дадат поддршка на една таква влада. Каква форма тие ќе договорат на таа влада е веќе друга работа. Меѓутоа, факт е дека без поддршка на овие две големи партии, кои што имаат, да не заборавиме, цели 100 пратеници заедно во парламентот, нема да можат да бидат распишани избори. Која беше улогата на тиранската платформа? Која е улогата на платформата во целата ова игранка која ни се случува после изборите? Па видете, евидентно е дека таа албанска или тиранска платформа не произлезе од суштинска, некоја суштествена потреба на албанската заедница. Тоа му е и на секој албански граѓанин јасно. Ако до вчера велеа дека се незадоволни од немање на правосудство еднакво за сите, дека државата тоне во криминал, корупција и така натаму, сега наеднаш се врти приказната во еден како во еден лош филм, се врти на една тотално друг колосек. Јас мислам наизненадени беа албанските граѓани од сето ова. Наизненадени беа. Може би добро ги подготви единствено Зоран Заев, кој што ја протрча цела Македонија, за да нуди двојазичност,
па стигне и до Берн да понуди двојазичност. Јас тогаш и напишав дека драфтот на оваа платформа е напишан во Берн, не во Тирана, не во Скопје. Туку во Берн драфтот беше напишан. Јас се уште бев тогаш во собрание и остро реагирав на одредени напади на социјалдемократските пратеници, кои се разбираме напаѓа во континуитет, што сум одбрала да влезам во собрание. Меѓутоа јасно им реков дека во случај да бев со нив до тој момент, кога чув дека тој без никаква причина нуди двојазичност, во истиот момент јас повторно ќе излезев од нивните редови. Мислам, тоа беше една невкусна, една непристојна понуда, која што го крши Охридскиот договор, евидентно го става во историја Охридскиот договор, и второ, ги занемарува сите други етникуми во Македонија. На масата беше изјавил села во Берн. Да, знаете, тука не се само македонците, кои што би биле еден од конститутивните народи во Македонија, замислете. Туку во прашање си и турци, и власи, и роми, и срби и така натаму сите други кои делат оваа наша татковина. Не можете вие така неодговорно да се однесувате и да нудите нешто што е испреговарано после конфликт, после војна. И вие сега ќе го рушите со понуда зошто да гласаат албанците. Тотално неодговорно однесување. Значи, ркулецот на тоа го гледам таму. Но потоа, кога ги видоа албанските партии резултатите од изборите, сватија прво дека изгубиле многу, дека се преполовија, што остана од ДПА, еве и ДУИ се преполови, сватија дека мора да излезат со некоја атрактивна етничка понуда, која што, да речеме, ќе им обезбеди некое пристојно место на следните избори. И јас мислам дека и албанските партии се свесни дека од овие избори не може да биде продукт некоја влада најмалку реформска каква што тие замислуваат, односно велат дека замислуваат. Туку се подготвуваат за наредните избори. Го споменавме граѓанските протести кои што се случуваат пред парламентот. Колку се тие во моментов една брана, една заштита од насилно избирање на председател на парламентот, од избирање на влада без мандатот од председателот Иванов? Имаат ли тие улога во моментов да ги доведат партиите до некакво седнување на маса и преговарање за некакво мирно решавање на целава тензична политичка ситуација? Колку што можам да разберам, тие протести не се против избор на председател на собранието. Не верувам дека Македонија е дојдена до тоа да рече да не може да прифати етнички албанец за председател на собрание, да се разбереме. Значи, тоа би било крајно враќање, ретроградно размислување, било која функција, било кој пратеник може да ја обавува без разлика на неговото етничко потекло, како и било која функција во државата, највисока нека е. Значи, тука се работи за еден суштински проблем. Луѓето се држат во незнаење. Тие не знаат што кој прифатил и зошто прифатил. Уплашени се за унитарноста, уплашени се за сувереноста. И со право. Ако од почеток и мислевме дека тие граѓански движења тоа конкретно граѓанско движење е организирано на некој начин од ВМРО ДПМН, сега гледаме дека многу други граѓани се приклонуваат. Па ние бевме изложени на една буквална атака од соседството, од Република Албанија, каде што ви прескокнуваат преку порозната граница кај Дебар, ви прескокнува пратеничка, која што ве навредува, која ви вели дека не постоите, дека ова е Илирида и така натаму. Имате еден Еди Рама со балкански политичари профил, иако нашите тука партии албански сакаат да го подигнат на ниво на, да речам, функционер на една земја членка на НАТО, тој е типично балканска провиниенција, кој што може да се гаѓа со зборови и термини кои што не му доликуваат, кој што ги руши добрите инаку односи со Република Албанија, па ви вели една реченица, ја запомнив. Значи, Македонија ќе ја нема, ако во неа ги нема албанците. Значи, вториот дел од реченицата не ми е ни важен. Како може некој да си поигрува од вашето соседство и да вели без никаков услов понатаму, не е важен тој услов, дека Република Македонија ќе ја нема, зошто да ја нема?
како тоа си замислува дека ќе ја нема. Мислам, и нашето, на сето тоа згора, ние немаме институции, ние немаме, оваа влада дише на шкрги, нашето Министерство за надворешни работи чека да се нарадат едно 10 такви изјави, па потоа да даде една не млака изјава, туку една срамна изјава по мене, каде што вели, ама немојте баш така толку многу да бидете непристоен. Па тој албански амбасадор требаше веднаш да ја види вратата, уште по првата изјава, уште по првата слика од Тирана, каде што нашите албански партии отидоа се сликаа пред онаа карта и ни порачаа дека ова е платформата земи или остави за формирање на следната влада. А нашето министерство дека чекаше да ни влезат по 5 пати разни пратеници, да нарекуваа слава македонци и така натаму и да не реагира воопшто дека имаме албански амбасадор. Значи, една многу кревка ситуација во која што се наоѓа државата и час поскоро, по моје мислење, треба да се избере председател на собрание. Не врз основа на ваква платформа се разбира и затоа е нужно ова мнозинство сега од 67 пратеници да излезе точно со законот за јазици. Да каже точно што е прифатено, што не е прифатено, зашто не смее да има дебата, зашто смее да има дебата. Некои работи се легитимни, не некои, сите се легитимни, знаете, да се постават, но некако уцена за влада. Значи, треба да излезат конкретно да кажат што мислат да прават и што е прифатено. Како што и ВМРО ДПМН погреши што ги скри преговорите со ДУИ, требаше точно да каже пред каква уцена бил ставен, што испреговорил и до каде стигнали на што заглавиле. За да нема сега дезинформации, овие одбија, овие све прифатија. Бидејќи мислам дека во средина е некаде вистината, нити едното точно, нити е другото до крај точно. Треба да ја развеа таа магла и да се остави нормално да се избере председател на собрание. Вие не можете избори да барате, а да немате председател на собрание. Кој ќе ги распише тие избори? Значи, една ситуација во која што народот се држи во незнаење и тоа е најлошо. Колку е можно ова криза и тензија политичка да премине во меѓуетничка криза или во некакви граѓански судири? Мислам дека не. Тоа е претерана работа. Знаете, за меѓуетничка криза би требало да има и навистина некои суштински нерешени проблеми. Македонците се ослободуваат и се ослободија, ми се чини во голем процент од тој комплекс дека многу дале на албанската заедница. Не дале, тоа се работи кои што следуваат во една модерна земја на етникум кој што е втор по големина. Значи, никој веќе не го спори Охридскиот договор, тој се уште не е во целост имплементиран. Значи, тој треба да се заокружи да се имплементира. Јас не знам кој реагира ако сретне албанци во администрацијата, секојдневно ги среќаваме. Нашите соседи се албанци, мислам дека ослободени сме од тие комплекси. За среќа пак ми се чини дека ниту овие и вакви лидерства на политичкиве наши партии елити не се во можност да произведат, ниту да генерираат, да потикнат една таква меѓуетничка криза, бидејќи да се разбереме, таквите кризи доаѓаат од некакви политички центри. Овие и вакви немокни губитници сите на свој начин нови избори, каде што едните изгубија голем број на пратеници, се скратија на 51, другите ги изгубија изборите, иако велеа дека ќе ги добијат, ДУИ се преполови, ДПА ја нема никаде. Интересен би бил и ставот на Мендух Тачи, не го чувме за платформава. Значи, водат борба помеѓу себе губитници на изборите. Пазете, таквите губитници се претвораат лесно и во очајници, знаејќи дека многу од тие политичари на еден или на друг начин, дали со бомби, дали со пим мерки, се уценети. И тие се уценуваат едни со себе. Тие немаат таква моќ да поведат народ. Народ може да поведе човек кој што е чист. Народ може да поведе човек на кого што му се верува и конечно треба да има повод за тоа. Се уште нема таков повод. Значи и платформава со неуставните барања знаеме дека нема да помине низ парламентот кој бара двотретинско мнозинство и мислам дека многу прашина се крева, а ќе се развее
ако излазат и точно кажа што прифатиле. И втора работа, да не се дрзнуваат да го тераат по скратена процедура законот за јазици. Тоа е моја препорака, бидејќи и во минатото се буневме, како опозиција не сакавме закони по скратена постапка, а камоли еден ваков витален закон кој што треба да оди низ редовна процедура. Ќе направиме само една кратка пауза. По враќањето во студиот имам уште неколку прашања околу политичките констелации во моментов. Се враќаме за неколку минути, одиме со реклами. Ја слушате политичката емисија Пулт на Радио Слободна Македонија со Славица Арсова. Назад сме во студиото на Радио Слободна Македонија и натаму разговарам со поранишниот пратеник Солза Грчева. Господи Грчева, какви се вашите очекувања за локалните избори? Кога тие би се случила? И какви се вашите очекувања во поглед на тоа отворање на трети опции, нови партии кои што може да се спротистават на сето она што во моментот се случува и од што граѓаните се презаситени? Знаете, ова ви е многу на место прашање, затоа што мислам дека едно системско решение во тој поглед ќе ја слегне работата на долг период. Ние треба да одиме не на поларизација. Доволно се поларизиравме сите овие години. Таква една омраза, пизма е влезена меѓу луѓето да ја мислам не можат веќе комшија со комшија да се гледаат. Слушаме за случаи каде што мајки и ќерка се тепаат за партииве. Мислам, една апсолутно недопустива работа. Ние мораме да избегаме од тој наш македонски синдром кој што не следел со векови на нас, а сега повторно влегуваме во истата шема. Тогаш стануваме тотално неотпорни на надворешни ударци. Ние ќе мора политичката сцена да ја отвориме и за помали партии, и за независни поединци, еве како што јас бев независен пратеник. Што повеќе да ги има? Тоа повеќе умерени тонови, тоа повеќе рационални тонови, тоа помалку корупција, и тоа е многу важно. Знаете, кога станувате една гигантска елита, една која што цврсто држи сите полуги на мокте во државата ги држи и се подгазила, подјарбила под себе, таа може да прави што сака кај нас на целиот Балкан, не само кај нас. Власта не само што се употребува, туку се злоупотребува. Власта многу лесно се корумпира, влегува во таа шема. Така да на луѓето ми се чини дека име преку глава веќе од таквите шеми и треба државата да заплави во некои помирни води. Да си стане една изборна единица каде што сите овие за кои што сега зборуваме, дали помали партии, дали независни поединци, дали листа од независни пратеници, што по мене исто така една многу добра варијанта, дали ќе имаме за градоначалници исто така независни личности, а не партиски личности, бидејќи за градоначалник пак нема никаква потреба од партија да ви ја води општината. Значи, ви треба еден професионален тим, еден тим кој што знае да работи на разни полиња во таа општина. Дури, зошто да не имаме и председател на државата кој што ќе е независен. Нема да припаѓа на ниједна партија, па потоа да биде обвинуван дека клони кон една или кон друга партија. Значи, што повеќе точки на умереност и независност, на долг рок ќе ја стабилизира државата. За жал, за да вакво нешто се реализира, се уште полугите се наоѓаат во рацете на оние кои што ја владеат политичката сцена и од нивната милост зависи сите големи партии би биле загрозени од едно решение за една изборна единица. Не би биле загрозени, знаете, тие би добиле, во разноликост би добиле, тие така размислуваат еднодимензионално. Замислете, еве сега политичка сцена во која што имаме еве 4 албански партии и 2 македонски коалиции. Да имавме уште 4-5 македонски партии со 1 по 2 пратеника. Веќе сосема ситуацијата ќе беше поинаква. Нити ќе имаше вакви уцени за влада, нити ќе можеше некој еднострано да одлучува за тоа што прифаќа и како прифаќа. Значи, таа разноликост, таа не сме измислиле ние. Тоа светот го прави. Има тие
цврсти блокови, меѓутоа секогаш имаат и помали партии кои што баш точно служат за модерирање, за контролирање на она мејнстрим политика. Добро, ние сме се уште далеко, извинете ќе ве прекинам. Да. Ние сме се уште далеко од моментот да пратениците одлучуваат и гласат согласно своите убедувања. За Може да жал. се каже дека вие и уште две пратенички кои што решивте нели по изборите во 2014 се вратите во парламентот независно од партискиот став, бевте авангарда во тој момент, затоа за што жал. такво нешто во Македонија не се случува. Ние Се гледаме случи- како се случи на функционира. почетокот, ако се сеќавате госпоѓата Марковска, Џулистана Марковска, Така беше. Имаше некој конфликт во партијата и стана независна. За жал, сега ние доживеавме поголеми напади од тогаш што доживеа Марковска. Никој не беше она предмет на напад и инквизиција, би рекла. Апсолутно. Значи, ние назадувавме во демократијата, ние злоупотребуваме, ние не научивме што е парламентарна демократија. Значи, апсолутно не знаеме. Еве, гледајте сега Трамп, законот му го рушат републиканците. Да. Во Англија, Брекситот го изгласа едно крило на партијата. Значи, паралелно Камерун и Тереза Меј одеа во Англија и држаа две различни кампањи. Кога кај нас може да речеме на нивното височество Груевски или Заев да им трча некој во нивната партија што со сосема различен став од нивниот и да тој став уште и победи. Такво нешто кај нас не се случува. Нам не ни треба затоа ни лоби групи во парламентите, секаде постојат такви лоби групи, бидејќи тие се трудат да речеме во интерес на граѓаните да пробуткат или да срушат одредено законско решение. Гласовите ги прибираат колку од опозицијата, толку и од мнозинството. Кај нас вие имате депонирани во сеф гласови. И се знае точно дека сега ќе гласат 67 или 62. Карикатура. Со еден збор немам друг збор освен карикатура. Ја воопшто и не знам ние дали сме зрели за таква парламентарна демократија каква што си играме како децата во детска градинка кога си играат. Јас ќе бидам учителка, ти ќе бидеш докторка. Нити учителка, нити е докторка. Така се и нашите пратеници. Господјо Грчова, ми беше задоволство што денеска бевте во пулт на Радио Слободна Македонија, што поразговаравме околу вашите ставови за актуелната политичка состојба. Ви благодарам на поканата. Почитувани слушатели, тоа беше разговорот со поранишниот пратеник Соза Грчева. Останете на оваа фреквенција, одиме со малку музика, па се враќаме во студиото. Ја слушате политичката емисија Пулт на Радио Слободна Македонија со Славица Арсова. Почитувани слушатели, тоа беше се во пулт на Радио Слободна Македонија. Имавте можност да го проследите мојот разговор со поранишниот пратеник Соза Грчева. Слушнавте и добра музика. Се надевам дека уживавте во изминатиот еден час на Радио Слободна Македонија. Останете со нас. Јас сум Славица Арсова, уредник и водител на емисијата во продукција на Трговското радиодифузно друштво Радио Слободна Македонија. Имајте пријатен ден и добар викенд. Интервјуа, анализи, жешки теми. Политички магазин Пулт на Радио Слободна Македонија со Славица Арсова.